И по 72 часа од исчезнувањето на 14-годишната Вања Ѓорчевска од центарот на Скопје нема ниту трага. Се прегледуваат камери, социјални мрежи, телефони, се сослушуваат сите од кои може да излезе информација повеќе за исчезнатото девојче. Криминолозите алармираат дека потребна е подетална истрага од страна на МВР, за да се дојде до вистината зошто и како исчезнала тинејџерката. Треба да се направат подетални проверки околу она што значи семејство, обкружување, училиште, други активности нејзини надвор од она што е редовното школо и семејство, и врз основа на тие детални разговори да се постават неколку верзии, односно предпоставки како и на кој начин може да исчезне. Дали имаме класично грабнување или имаме исчезнување по основ на било кој друг начин, доброволен, полудоброволен. Професорот Стефан Баџуковски предупреди дека е алармантно тоа што во последниот период има зголемување на исчезнати луѓе. Македонија и другите региони пошироко во светот, посебно кај сиромашките држави, има честа појава на исчезнување на деца, но тоа е тесно поврзано со трговија со луѓе, органи и така натака. Меѓутоа, за конкретниот случај ние не можеме да констатираме дека е тоа исчезнато, односно грабнато заради овие активности. Мораме прво да испровериме сите можни верзии и да се доближиме до главната верзија, односно да дојдеме до девојчето да го вратиме назад. Алармот е вклучен и во регионот по исчезнувањето на Вања. 4 дена се врти незината фотографија и апел. Кој има некакви информации да помогне да се пронајде. Македонската јавност е на нозе, родители, соученици, ловџиите, сите се вклучени да помогнат во потрагата. Залепени се плакати по улиците со информации и фотографија од девојчето. Вања е висока 175 см, околу 58 кг тешка, со кафеава коса и кафеави очи, бемка на десната страна од лицето, носела протези на забите. Од дома излегла облечена во црни панталони со странични џебови, синдуксер, кратка црна зимска јакна, бели патики Nike со кафеави линии и со неа носела школски ранец и мобилен телефон.